Собраниската комисија не предложи да му биде одземен пратеничкиот имунитет на поранешниот собраниски спикер Трајко Велјановски. Кој е за? Кој е против? Воздржани? Нема. Со 4 гласа за, 4 гласа против и без воздржани, констатирам дека комисијата не донесе став во однос на барањето и тој извештај ќе биде доставен до председателот на собранието за понатамошно поставување согласно деловникот. Ваков епилог на комисиско гласање е редок случај, а прв на комисијата за мандатно-имунитетни прашања. Столчето на пратеникот Агим Шакири од ДУИ беше празно поради здравствени причини. Што се однесува до отсуството на членот, јас имам информации дека од здравствени причини пратеникот на ДУИ не можеше да присуствува на седницата. Најодговорно тврдам дека во овој момент не се сомневам во веродостојноста на проблемите со здравјето на колегата. Координаторот на пратеничката група на ДУИ Ејуп Алими за 1 ТВ вели дека заменичката членка на комисијата, пратеничката Мирсада Асани Емини, ќе стасала по 22 часот, бидејќи гласањата за комисиите се пред полноќ. Сега се отвара прашањето дали за одземање на пратеничкиот имунитет на Велјановски се префрла на пленарна седница. Собранискиот спикер Талат Джафери размислува дали за денеска да свика собраниска седница. За СДСМ тоа е следен чекор. Портпаролот Костадин Костадинов вели денеска имаат разговори за координација. Станува збор за комисиски заклучок. Знаеме дека кога станува збор, пример за одреден закон, на матичната комисија се носи заклучок, кој што заклучок после поминува на пленарна седница и пратениците го гласаат. Во случај кога има барање од судот за одземање на имунитет, пред пленарна седница кај пратениците на гласање доаѓа барањето од судот, значи не доаѓа само ставот на матичната комисија. За опозицијската ВМРО ДПМН нема основи сите пратеници да одлучуваат за имунитетот на Велјановски. Со самото тоа пратеникот Трајко Велјановски, кој е поранешен председател на Собранието на Република Македонија од редовите на ВМРО ДПМН, е чесен човек кој што ги почитува институциите, така да самата таа одлука на пратениците покажува дека не се сигурни во барањето на судот за одземање на имунитетот. Обвинителството го осомничи поранешниот собраниски спикер Трајко Велјановски како еден од организаторите за собраниските инциденти со кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност. За Велјановски, обвинителството за организиран криминал бара притвор, но неговиот распит пред судија на претходна постапка во Скопска единица не може да почне без одобрение од собранието.